Почитувани слушатели на македонската радио програма 3 пати Z од Мелбурн. Денес разговор ќе водиме со наши двајца активисти од соседните држави на Македонија. Стојко Стојков, професор Стојко Стојков од Сандански, Пиринска Македонија, Бугарија, Васил Стериовски од Преспа, Албанија. И Васил е магистер по историја и Стојков е професор по историја. Добар ден и добре дојдовте на македонската радио програма. Добар ден, мило не да бидеме тук. Добар ден, поздрав и од мене до вашите слушатели и гледачи на социјалните мрежи. Така, драго ми е што ве имам за гости на македонската радио програма и уште подобро е што ќе разговараме по повод 108 годишнината од чествувањето на Пиринскиот цар Јане Сандански. Тоа беше во неделата. Се случи на неговиот гроб нели во Мелник. И двајцата бевте таму. Најнапред јас би го запрашал професорот Стојков да ни каже како беше организацијата најнапред. Значи, ние традиционално го правиме тоа е собор во кој што учествуваат сите македонски организации, се прави во недела за да биде најлесно за сите, нели. Секој пат имаме музика, еден наш во смисла близок оркестар кој што се вика Македонија, обично е главен или домакин. Во тоа имавме пејачи како Тарабунов, мислам беше тука, Дарко Билбилевски дојде за прв пат сега. Имавме еден многу убав ансамбл кој што често доаѓа од Ново село. Тоа е Кут Јане Сандански. Тоа се младинци, меѓутоа се практично професионалци, не едноставно волонтери. И така што имаше една доста богата така програма, но надвор од тоа мислам ние се организиравме колку што можевме, организиравме било со автобуси, нели било со приватни возила, луѓето да дојдат. И самата прослава традиционално се организира на две етапи. Првата е официјална делегација од организациите оди горе на гробот на Јане Сандански, кај Розенскиот манастир. Тука се поставуваат свеќиња, тука се раздава погача, некој пат има панихида, нели, за Јане Сандански. Може песна да се испее на гробот по таа македонска традиција, нели, вие на гробот да ми дојдете песна да запеете. Па потоа тоа е така едно помала свеченост. Потоа се слегува во градот Мелник, кај споменикот на војводата, во паркот на градот Мелник, и тука веќе е главниот официјалниот дел. Тука се чита говор за Јане Сандански, тука се поставуваат венци, тука се даваат збор на нашите гости кои што доаѓаат, бидејќи тоа не е само од цела Пиринска Македонија што доаѓаат луѓе, не е македонци дури од цела Бугарија, имавме луѓе од Шумен, има дури од Софија и така натаму, но тука доаѓаат македонци од сите краишта на Македонија, па дури од подалеку. И за нас секој пат е чест да им дадеме збор, да кажам, мислам да видат луѓето дека не се сами, на некој начин овој собор на вистина да биде се македонски, нели, да биде за сите македонци, дури не само за пиринците. И обично таква е процедурата, има поднесување на венци, минута молчење во спомен на војводата, исто така и после тоа има забавна програма со ора, со песни и така натаму, мислам луѓето присуствуваат и се забавуваат. А и Господ беше со нас цела недела, имаше прогнози дека ќе има дожд со громови, а тоа е трагедија, мислам, за еден таков јавен настап. Може да стане како минатата година кога наполовина ни во пропасти. Но слава Богу, еве сега беше прекрасно сончево во време наспроти сите прогнози, така што мислам дека помина на вистина добро, барем тоа беа реакциите од луѓето кои што коментира дека ова година било многу добро. Ме интересира околу панахидата, кога ќе побарате свештеник, ви праќаат Бугарската православна црква или ве санкционираат? Обично не прават проблем. Во минатото некои свештеници се плаше, но сега немат религиска причина, мислам, да одбијат. Се бара панихида на гроб на човек кој што бил православен, нели, и умрен. На која основа ќе одбиете тоа да го направите? Затоа што често пати обично свештениците велат во слава на македонскиот херој. Го кажуваат тоа свештениците или го избегнуваат? Не,
Тие само кажуваат името, мислам, тие си имат соодветните молитви кои што ги читат, пеат и во одредено место спомнуваат, нели, помилуј Господи твојот раб тој и тој и продолжуваат, мислам, не навлегуваат во такви работи. Така што да не тоа е неутрално. Така. Васил, вие од Албанија преку Република Македонија во Пиринска Македонија често патувате како Гоце Делчев во сите делови на Македонија. Првите ваши впечатоци, потоа ќе зборуваме околу другите настани. Како ќе го опишите настанот? Еве, јас водам на Рожевски, на гробот на Јане Сандански, колку ме памти паметот, од 2002 година, како студент, па така, повеќе пати сум учествувал. После последните години како представник на Македонската партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, ние во моментот сме во политичка кампања. Имам избори, локални избори во Албанија и се мислевме дали да одиме пред се, поради бидејќи тоа сепак за нас е 2 дена одземање на време, затоа што ние сме далеко, не сме блиску до таму, но сепак на крај решивме дека е битно да се појавиме таму на тој настан, да дадеме подршки на нашите македонци таму, но и да заедно да се видиме, да се подружиме бидејќи тој навистина се македонски собир, не е само за македонци од Пиринска Македонија, доаѓаат активисти од цела етничка Македонија и е убава и можности да поразговараме, да се подружиме, да размениме мислења и навистина ова година мислам дека е една од поубавите години што сум учествувал и времето навистина се погодило. Ланска година беше и врнежливо и ладно и така и дождот и дори лани спречи да се постави озвучување и така се импровизираше настанот, но ова година беше навистина прекрасно. Од главното учествување во Мелник на преспоменикот, па после на гробот бевме горе, исто така се поклонивме, ние бевме делегација од Македонската партија, Македонска алијанса за европска интеграција, но и заедно и со почитуваниот амбасадор Исто Николски, кој што бил амбасадор во Албанија од 1998 до 2002 година и навистина е почитувана личност меѓу македонците во Албанија, бидејќи дал голем придонес во тоа време како амбасадор на Република Македонија во Албанија, но и во цело време е на наша подршка на македонското движење на македонците во Албанија. Навистина имавме една прекрасна дружба. Јас таму беа и моите и професори од факултет и од постдипломски студии и сега и јас сум им запишен на докторски студии на Институтот за национална историја, беше мојата менторка Катерина Тоторовска, така што навистина беше еден ден за и да одбележиме Јане Сандански, да одбележиме неговото револуционарно дело, но и да се и кажеме нашите маки, да се подружиме, да се повеселиме со македонска музика и навистина тоа да се наполниме со позитивна енергија. Така, кога го спомна... Може да додадам тука нешто. Да. Ние должиме многу голема благодарност на Васе за тоа што доаѓа кај нас. Неговото присуство дава голема храброст на нашите луѓе, бидејќи во сите три малцинства што сме во традиционалните македонски територии, всушност најуспешно од сите имено малцинството наше во Албанија и тој присуства овде како пратеник во албанскиот парламент и тоа дава една голема храброст пример за сите наши луѓе да видат дека сепак е можно, дека не е тоа ова блокада која што ние постојано ја чувствуваме во Бугарија, дека има надеж и дека треба да се бориме за да постигнеме ние нешто слично, така што еве сега јавно може да се заблагодарам, мислам, должиме голема благодарност за ова што го правиш. Така, да, сакам ние навистина, значи македонците постоиме и ќе постоиме и не има сегне не само во Република Македонија и ние македонски здруженија и организации од етничка Македонија соработуваат барем 30 години наназад, нели, од кога ние бевме затворени, бевме до 90-та година беше комунистички режим во Албанија, во Бугарија беше исто така, Грција да не збориме. И така што со отворањето на границите се дава ова можност за соработка и ова не е само сега, ние од 30 години наназад учествуваме и не само тоа, значи и македонци од Егејско-Пирински доаѓаат и на наши активности тука во Албанија кога организираме редовно, па имаме правени промоции на книги македонци од Бугарија, на фолклорни фестивали 2015 година имавме и
Пирински глас, фолклорната група од Пиринска Македонија во Корча на фолклорен фестивал и навистина имавме можности со нив да се видиме и повторно и ова година. Исто така и Стојко и неговата партија Македонска омоилиден Пирин нас ни помагаат. Ние сега сме во процес на за членување во Слободна Европска алијанса, што е партија на малцинствата во парламентот на Европскиот парламент и Виножито и омоилиден Пирин се членови таму, полноправни членови. И ние имаме аплицирани и тие ни помагаат ние да лобираат да ние станеме полноправни членови и навистина и така треба да се продолжи во тој дух. Ние, но сепак и ни се ограничени можностите и финансиски па и од други причини, бидејќи навистина македонски организации во соединените земји немаме некаква поддршка во секој смисол и така што навистина пред се треба и ресурси. Значи сепак и Мелник не е близко, не е ова, така што ние се обидуваме и ние затоа јас и во мојот поздравен говор што го имам во Мелник, една од нашите барања беше и Република Македонија треба да се грижи за македонското малцинство сегде во соседните земји каде што не има и да се грижи институционално. Бидејќи ние нашата мисија, значи не ни е лесно тука, не ни е лесно ни нас во Албанија, ни македонци во Грција, ни македонците во Бугарија. Ние во Албанија сме под постојан притисок, било од албанската држава, било сега во последните години од самата Бугарија. И дури и една од моите причини, па и зашто појдов и ова година во Мелник беше за тоа да се даде поддршка тие македонци, бидејќи ние навистина се сочуваме се на страшна агресија од Бугарија последните години. Иако значи тука ова држава се администрира од албанските власти, толку се моќни бугарите со своите инсталации во многу албански институции од локално до централно ниво и секакви пречки ни прават нас да се спречи македонско движење и единствената македонска партија, а замислете што може да му прават на македонците во Пиринска Македонија каде што тамо па бугарите администрираат. Значи, и затоа повеќе еден инает беше што не натера да појдеме таму во Мелник да му дадеме поддршки на македонците во Пиринска Македонија. Знам секако дека сте и обајцата во право, меѓутоа јас не сакам вас да ве прашувам, јас ќе го кажам тоа. Не се само бугарските власти виновни за тоа, или албанските или грчките власти. Виновни се и нашите македонските власти кои се откажаа официјално од македонците во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија, во Голо Брдо и Гора. Ајде во Преспа, знаеме, тоа е дело на Енвер Хоџа. Пак не сакам да влегувам во тоа, да го расипам нашето интервју. Сакав, кога го спомнавте Ристо Никовски, да ви кажам една анекдота, една сторија околу него. Не се сеќавам сега, знам Васил ти беше мал тогаш, помал беше, не беше вклучен, не знам за Стојко. 98 година Ристо, кога правев јас интервју со Ристо, тој со точак доаѓаше во селата во Преспа, како амбасадор. Не знам дали знаеш за ова. Па тогаш навистина беше лоша падната инфраструктура во делот на Преспа и нормално и Горе и Голобрдо и Врбник, но сега промената е ситуацијата во делот на Преспа, во Голобрдо и Гора се уште е така, че нема асфалтирани патишта, внатрешноста на тие региони е навистина недостапна и знам дека со джипови кога оделе се случувало да остава на сред пат да се расипа джипот, значи од непроводен терен, значи од такви патишта што се. И знам дека на два пати два джипа имаат сменати и повторно не успеале да појдат. Така што Ристо Никовски навистина е почитувана личност, направи, да кажам, револуционерни промени во тоа време за македонското движење во Албанија. Се сеќавам ние тогаш македонците во Албанија за виза, требаше виза да дојде Република Македонија, треба да патуваат во Тирана, да земат виза. Една од првите мерки што направи тој што виза да земаат на самата граница за македонците и дури доаѓаше и по селата, по нашите крајеви да даваат и тоа годишни визи, 6 месеци или на година, така што навистина во тоа време таа мерка беше од огромно значење и финансиски, бидејќи да одиш, требаше 2 дена од Тирана да чекаш за виза, да земиш за матична држава и ред други работи, иницијативи и на културен план, и на национален план, и на економски план.
разни помоши, еве сега гледав баш пред некој ден и 99 година поголема помош во Врдник, во Преспа, така што навистина амбасадорот Ристо Николски, иако еве поминато има 20 години, се уште во станато, значи ке македонците во Албанија големот почит за него како амбасадор. Така, тој доста мощно се залагаше и за Пиринска Македонија, околу организирањето и помошта за отворање на клубовите. Но имаме за тоа зборувано. Стојко, јас сакам уште да ве прашам повторно. Значи, организираноста беше подобра сега со автобуси, со коли, народ имаше повеќе, како и Васил, Васко, Васе, како Вас. Сега ние сите сме се познаваме меѓу себе, професионално морам да зборувам. Јас кон вас некогаш грешам, ќе ми простите за тоа. Околу организираноста, имавте ли некои проблеми со бугарските власти, полицијата? Или пак Не, немаше. од каракачановци? Не, немаше проблем. Тие сите координирано делуват. Мислам, нема случајни таму испати во Бугарија. Сега се избегнува политиката, се да се покрие, се избегнуваат било какви конфронтации, затоа се гледа да нема никакви провокации на соборот, но и пак и не го одразуваат во медиумите. А другото нешто кое што е сега тивко гледат да попречат на отварането на нови клубови. Нели, ние зборувавме, ние два клуба спремаме да се отворат, меѓутоа едниот го спрече во последен момент, како веќе е подадена рака, се е договорено, кога се доаѓа кај самиот адвокат да се потпише договорот, најнаш се некој да си го сменил мислењето по некоја причина, нели? Знаеме дека агенти на службите за безбедност ги распрашуваат некои наши луѓе кога, каде се планира отварање на клуб. И така натаму, и плюс последна вест еве за клубот во Благоевград, на кој што му истекува едногодишниот договор во следниот месец и ќе бидат практично избркани од таму. Клубот ќе биде затворен, но за секој случај да не би жената што ја исплаши уште минатата година, жената собственик, да заборави дека тоа е опасно и да земе да потпише договор за уште една година и дојде од општината 5 луѓе на проверка со неверојатната теза дека бидејќи кога го регистрирало тоа место, нели, да под кирија, таа спомнала дека ќе се користи за трговска дејност, а еве сега тука нема трговија, значи тука има некакво нарушување на законот поради таа причина и почне да се создаваат проблеми. Тоа се разбира, ние проверивме, тоа нема никаква законска основа, но пораката е јасна. Има и во предвид, наблюдуваме да не го обновиш договорот. И така што мислам работата на тоа сите клубови да се затворат каде ги има, да не се отварат нови, да не се покажува, нели, пред јавноста дека македонците постојат и делува. Тоа е новата линија на Бугарија, за да може слободно да притискат во Македонија и да кажуваат дека тука нема ништо кај нас. Добро, сега ме интересира околу редоследот на официјалниот настап на говорите. Ме интересира кои луѓе настапија, как дел од говорите да прикажете и обајцата и вие, Стојко, и вие, Васил, што ви оставе впечаток, кои беа, видов таму беше професорка Тачковска, Наде Јурукова беше, после Тодоровска беше Катерина, па Бачев мислам дека го видов, Јанко Бачев, пак Сашо го видов од Нов Асном, не знам кои други, да, вие кажете ги луѓето, мислам интересно е за јавноста да знае јавноста дека сепак ние македонците си сме македонци и каде да сме пак се враќаме во своето гнездо. Имаше повеќе луѓе, имаше туристичко друштво дојде од Прилеп едно, имаше од Комити Вардар исто така традиционално доаѓаат, од Ново село Струмичко дојде луѓе, различни професори дојдоа. Меѓу тие што зборува на прво место зборуваше Васен, мислам, направи најсилен впечаток. Понатаму Ристо Николски исто така зборуваше многу во говор. Таму беа Тихомир Стојановски исто така. Да, Тихомир Стојановски го заборавивме. Да го заборавиме, Сашо Мановски од Нов Асном исто така држеше говор, Бачев држеше говор. Сега да не заборавам некој така, се обидам да се сетам на сите. Лукровски од Гејците исто така да не го заборавам, кој присуствуваше, нели, Може да ве коригирам, македонците од Егејска.
македонците од Егејска Македонија, дара од таму дојде човек од Рашису и така и тој говор. Така што имаше повеќе луѓе од повеќе места, имаше од многу места, како што кажав, од Бугарија, имаше посебно цела Пиринска Македонија, имаше од Софија, имаше од Шумен дојдоа специјално луѓе. Воопшто доста луѓе имаше разнообразни од секаде и така беше една убава веселба, говорите беа добро пречекани, мислам така ги воодушевуваат луѓето, бидејќи една од најтешките работи за нашите луѓе е што нашата сила доаѓа едноставно од и наетот наш македонски и од тој дух да се држиме и да не устапиме. Рбетот се луѓе што лежеле по затворите и си ги жртвувале животите за тоа нешто и овие луѓе е многу важно да им се одржува духот висок, за да може да продолжи борбата, бидејќи таа не се базира на ништо друго освен на овој висок силен дух. И мислам дека тоа е целата на бугарските власти со сите работи што прават со Македонија, да го убијат духот на овие луѓе, да слушнат дека Македонија се откажува од нив. И затоа на такви собири, кога доаѓаат такви драги гости, кога зборуваат, мислам, нашите луѓе гледаат дека не се сами, не се изоставени и дури некоја влада да направи некоја уйдурма, тоа не значи дека македонскиот народ ги има изоставено своите браќа во Пиринска Македонија. И да не заборавам, многу важно, присуствуваше еден човек кој што за жал не сакаше да зборува, ама беше многу важен, тоа е Борис Сандански. Борис Сандански беше таму, тој е роднина на Јане Сандански. Внукот, нели, внукот е на Јане Сандански. Точната линија не ја знам дали е правнук или внук, но да, поврзани сте и самото име показва, мислам дека се доста иста фамилија е тоа. Така што и тој беше таму, тој книги има повеќе таму, даваше од своите книги, над 60 книги има објавено човек. Над 60 книги. Да. Треба да побараме за интервју. Стојко ме интересира од здруженијата во Пиринскиот дел, потоа ќе се префрлиме на Васил за неговиот говор. Кои здруженија настапивте? Дали бевте комплетни сите заедно, бидејќи постоеше порано пред неколку години едно или две друштва беа настрана од друштвата, од организацијата? Сите што потпишавме платформата за единство, имавме подолго време работа со Омо и Линден и лека по лека се зближивме и на крајот ја потпишавме општата платформа, ја потпишаа сите македонски организации што тогаш постоја и сите заедно настапуваат и сите го организира овој собор. Имаше само 20 луѓе што се отцепија кога се постигна спогодбата, нели, кога Омо и Линден гласаше за таа спогодба и се присоединивме сите кон неа. Во тој момент 20 луѓе тајно напушти Омо и Линден и се создадува некоја нивна организација и мислам знаеме за кој зборуваме, тие постојано ги напаѓаат сите. Не заслужуваат да ги спомнуваме. Да, не заслужуваат. Значи, ако исклучиме такви 20 луѓе, сите други заедно, сите организации, сите македонци заедно действува и дури тоа го гледавме да го демонстрираме внимателно, да речеме пред самиот гроб на Јане Сандански, каде што јас присуствував и други, нели, меѓутоа говорот беше дадено да го држи имено Кирил Тилев, председателот на Омо и Линден. Тој го држеше таму, а долу веќе кај Мелник на тој одцепениот од Омо и Линден. Мислам тој што е вистинскиот шеф на Омо и Линден, мислам овој се одцепил. Разбирам, да, Тилев е сега председателот, а тој што се одцепи едниот е од сам што остана сега е од поранешното, да. Да, тие бега од истата организација. Да, сите гласува за тоа единство, меѓутоа овие тајно се извлекува и почна да прават расцепи. Секој пат имало такви луѓе. Меѓутоа битно е да слушнат и сите слушатели дека нема поделба кај нас. Бидејќи не може да имате сите организации, сите стотици активисти да бидат на едно место и таму 20 некои кои што се нешто се зборуваат на Facebook да се бројат како тоа да е некој вид поделба, тоа не може да се нарече поделба. Значи, тој држеше говор, а јас држев говор долу. И сега тоа е интересно на сличниот начин на кој што размислуваме, бидејќи ние не се договаравме со него што ќе зборуваме. Тој си имаше решено што да зборува и јас имав решено што да зборува. И кога тој почна да зборува, јас малку се исплашив. Зошто? Затоа што тој стигнал до иста идеја како мене, а именно да не зборува тој, ами да остави тоа што ја не го зборувал некогаш негови цитати да кажува, нели што зборувале за него. И кога започна, јас викам, мојата идеја беше истата. Јас точно истото го спремив и јас со негови цитати, нели, бидејќи сега има таков спор за тоа како бил Јане Сандански воопшто македонците, да го оставиме тој да си каже, неговите современици. И си реков, ако Кирил Тилев ги каже сите, јас најнеочекувано нема да имам што да зборувам долу, мислам целиот говор ќе ми отиде овде. Меѓутоа тој пократко го имаше направено, така што јас можев останатиот дел да го кажам долу, но на некој начин ист начин размислуваме имаме.
И мислам дека се доби добро, бидејќи тоа не беше обид да зборуваме како бил Јане Сандански, нели сите знаеме, револуционер бил, храбар бил, нели организатор бил, знаеме за цркви што помагал да се градат, училишта што помагал да се градат, за луѓе што ги стипендирале од така и натаму, нели како се мешал во животот на луѓето на село, со цел да им помогне подобар живот да имат, реорганизирал селата. Мислам, тоа сето е добро познато на сите што сме македонци, мислам, што сме се интересирале, особено тие што се собираме таму, така што да повторуваме едно исто беше малце непотребно, но во тоа време кога се оспорува македонската нација и идентитет, беше добро да се цитират сите овие толку очигледни мислами, толку директни потврди што тој мислел, за што се борел, за дека и дури неговите луѓе подготвувале македонски литературен јазик базиран на битолскиот дијалект. Дури тоа го пишуваат современиците и така натаму и така натаму. Мислам тоа беше навистина интересно луѓето да го слушнат, така да се подигне духот на нашите луѓе. Јас, Васил, само за момент ќе ве замолам. Интересно е да кажам јас дека овие години што доаѓам овие, одамна доаѓам јас кај вас од 95-та година. Некаде и кога одиме низ селата и градовите, кога зборуваме со македонските фамилии, на сите во душата и во срцето им е Јане Сандански, а не некој друг револуционер. А од друга страна гледаме дека форсираат други револуционери од тоа време, од времето на Јане Сандански. Меѓутоа, самиот народ го потврдува тоа, дека имаат нивни претходници, родители, дедовци, баби, убиени од некои од нашите, од македонците, од врховистите, нели? А јас не наидов на некоја фамилија да каже дека Јане Сандански правил злосторство во Пиринска Македонија. Прво видите како насекаде има секакви фамилии, има фамилии кои што влегле во судир на некој начин со организацијата на Јане Сандански, пак имат лоши спомени од тоа време. Ама генерално, мислам, кај народот има една позитивна така насоченост и фактот дека испеани се народни песни за него. За тоа зборува доволно. Колку се тие луѓе за кои што народот испеал песни? Тоа се многу малку луѓе. И тоа е најголемо признание кој што еден народ може го даде на некој. Значи тој народ, без разлика што смета некој за таа личност позитивно или не, ама самиот народ се го препознал како свој. Тоа може, не знам, да ве прашам, може би за Јане Сандански повеќе има песни отколку за Гоце Делчев во Пиринскиот дел. Ами не сум ги бројал никош, така што не смеам да кажам ништо, мислам, но сигурно има така. Има повеќе песни, не се една или две. Така, Васил, за вашиот говор кога излеговте на бината, која беше вашата порака од македонската политичка партија, која впрочем можеме да кажеме дека во Албанија сме поорганизирани? Која беше пораката до македонците во Пиринска Македонија? Пред се, не само од македонска партија, и од сите македонци во Албанија упативме порака на поддршка на македонците во Бугарија и на се тоа што го прават и што издржуваат и да обстојуваат како македонци и да продолжат така и навистина ние и се гордееме на сето и притисок што македонскиот дух не згаснува таму во Пиринска Македонија. И навистина настанот пред се чествувањето годишнината од убиството на Гоце Делчев секоја година е еден врвот на македонско движење во Бугарија кој секоја година се прославува и навистина мене многу ми е жал што немаше прво представници од македонската амбасада од Софија кои што требаше да бидат таму, бидејќи тоа е еден од најголемите настани еднаш во годината што го организираат македонските организации и партии во Бугарија. Второ, што освен, мислам, Јанко Бачев, немаше друга представници на други политички партии од Република Македонија. И тоа навистина е несфатливо да не може да пратат делегации на најголемиот настан што организираат македонците во Бугарија. И поготово сега кога затоа што целата суштина со нашето постоење во соседните земји е постоењето на македонската нација. Затоа се сите овие обиди, било во Бугарија, било во Грција, било во Албанија, да не постои македонците, и со тоа да се докаже дека не постои македонска нација. Значи, толку е просто. Јас денес имав средба тука во Корча на представници на ОПСЕ
И меѓу другите проблеми што ги дискутиравме, објаснував и бугарската пропаганда, што се прави со македонците во Албанија и воопшто со македонската нација, која е целта на бугарска пропаганда. И така најпросто му кажав, пиевме бидејќи кафе на средина филџанот, му викам ова е Македонија, а околу чашиве со вода. И му викам еве сега кај не има нас гора през Паколо брдо околу на погранична појас со Република Македонија. Зошто се работи нас да не асимилираат во бугари? Затоа што да е опапка од Македонија со непостојачо бугарско малцинство, да каже дека не може срединава да има македонци кога од сите страни има значи бугари. И тоа е цела суштина што нам ни се случува и кога во целиот овој притисок се случуваме сегдени и тука и во Албанија и во Бугарија. Тука и можеби сега во Албанија е најистакната овој притисок, бидејќи тука ние имаме организирано политичко партија која што е регистрирана. Да, и вие бевте пратеник, нели? Албанија сега исто така, нели заедно со Македонија чекорат кон членство во Европска унија и Бугарија има сите можности да ги укочи тој европски процес. И така што Албанија има оставено слободен простор на Бугарија да прават се што сакаат. Нивно му е да не пасивизираат пред се нас македонските активисти во Албанија, македонските организации и македонското прашање. И тоа најголем сега притисок тука кај нас. Во Бугарија се знае, од секогаш бил. И еве тоа, Стојко сам си каже што се обидуваат тивко со клубовите да не регистрираат. И на сите овие притисоци од самата матична држава, затоа што тоа, вие сами кажете дека сами сме криви. Да не може да не пратат делегации, е непростливо. Мислам, јас затоа имам мојот говор, тоа потенцирав. Ние тоа бараме од Република Македонија, да не се откажува македонци од сите земји, како што, впрочем, нема држава на Балканот, во Европа, може и во светот, која не се грижи за своите сонародници. Прво, и на Балканот, па и Европа, нема чисто етнички држави. Нигде тоа го нема. Сме живееле во разни империи и значи немало зид меѓу новите територии и простори, така што сите сме, може да кажеме, се граничиме со самите себе си. И е непростливо, значи единствени ние да бидеме пример Македонија да биде во светот, која што не се грижи за своето малцинство во останатите земји. Но ако не постоиме, ние нема да постои ни македонската нација, тоа е факт. И затоа треба македонските партии да бидат посвесни и повеќе да се грижат за македонците во соседните земји и нормално и во Република Македонија. Така, имавте вие, Стојко, да, ако не знам дали е истото ќе го... Да, мислам дека тоа што го кажа Васе е многу важно. Наистина е неопростиво што македонската држава не испраќа своји представници, а да не зборуваме за најголемите партии, многу единствен толку голем настан се македонски во Пиринска Македонија. Мислам, тоа е начин, ако не друго, да се покаже солидарност и да се даде храброст на луѓето, исто така да се покаже на Бугарија дека Македонија нема да се откаже македонскиот народ од своите сонародници во Бугарија. А за жал тоа многу ретко се случува, само 20 амбасадори тоа го имат правено, едниот при тоа беше албанец, Рахман Алити, кој беше еден од најдобрите македонски амбасадори, нели? Понатаму Ѓорчев и така натаму, само тие 20, другите практично како да ги немаше, а надстрана од амбасадорите треба да кажеме дека македонската држава не праќа своји представници. Ова година ние пративме покани до председателот на државата, до премиерот пративме, исто така до лидерот на опозицијата и единствено што добивме беше благодарност од Кристијан Мискуски, но никаков одговор немаше ниту од страна на кабинетот на председателот, ниту пак од на премиерот, а навистина ќе значише нешто ако некој дојдеше и покажеше некаква солидарност, но за жал на некој начин македонците во Бугарија не се јавуваат никаков приоритет за политичката класа на Македонија, не стават некаде многу назад, а не сваќаат колку важно е тоа. Ние сме браната која што досега бранеше македонската нација од постојаните напади на Бугарија. Таа брана попушта и гледаме како поплавата почна да се шири во Македонија и во Албанија. Голема грешка е што не се помага, не се стават македонците овде. И многу тажно и срамно би рекол, бидејќи и видите тоа другото нешто што беше. Требаше да дојде министер за правда албанец за да покани представници на македонските друштва во Бугарија, за да ги праша какви им се проблемите. Каде беа сите претходни министри да го направат тоа? Мислам, навистина е многу тажно тоа неглижирање на македонците во Бугарија и тоа стремешај да не се караме со Бугарија, а пак Бугарија се држи како дури спомнувањето да има македонци во Бугарија како да е најголема провокација, нешто за кое што војна треба да се започне. Мислам, тоа
Тоа е неверојатна разлика во тоа колку Македонија не се грижи и не интересира и колку Бугарија се грижи и се интересира за работи кои што воопшто не се работа да се грижи да се интересира. Ме интересира, гледав во медиумите, имавте средба со министерот за култура ли беше? Со кој се За правда. За правда. правда. Каде се срефната во Македонија или во Македонија. Значи, да. добив официјална Кој покана. беше причината, поводот? Причината беше, мислам, поканата беше од страна на министерот, кој што сакаше да се запознае со положбата на македонците во Бугарија од правен аспект. Тој е министер за правда. Зошто не се спроведуваат пресудите на Судот за човекови права од страна на Бугарија, зошто македонците не може да се регистрираат организација. Така што, мислам, тоа беше и голем гест меѓу другото да се направи и важна порака до бугарските власти дека најпосле некој се интересира во Македонија за македонците. И самата средба, мислам, јас бев тамо, министерот покажа многу голем интерес, покажа и разбиране. И исто така кажа дека тој ќе го подигне тоа прашање. Ќе го подигне и пред Европската унија, ќе го подигне и пред амбасадорите на Европската унија, ќе го подигне пред бугарскиот колега кој ќе биде избран, бидејќи Бугарија пак не може да направи влада. И исто така и пред Советот на Европа. Така што ако јас се надевам и верувам дека тоа ќе го направи, тоа ќе биде нешто навистина многу значајно. Нешто кое што требаше 30 години да се прави константно, но слава Богу што некој започнал да го прави. Васил, вие бевте на телевизија во Тирана. Поканети на Да, ние како политичка партија во представувањето на политички партии на Државната изборна комисија и по закон сите политички партии парламентарни и вонпарламентарни имаат право свое да се представат. Имаме два термини и едниот термин го искористивме и се представивме со тоа што на снимањето кога беше говорот, јас ме представив партијата, како председател на партијата ја представав на првиот термин и мојот говор така го имам спремано, првиот дел на албански, вториот дел на македонски јазик и не ги известив, мислам, во телевизија дека и на ќе се обратив на македонски, завршив снимањето, кога завршив и на македонски се обратив вториот дел, па ми кажа дека на македонски делот нема да го објават, бидејќи од Државна изборна комисија имаат наредба дека само на албански да биде представувањето за сите партии. Јас се побојам тоа, кажав дека само Државна изборна комисија пак има своји информативни материјали како да гласаат малцинствата на јазикот на малцинството, вклучително на македонски јазик. И така што и плюс дека во мојот говор јас се обраќам на македонците. Во првиот дел се обратив за албанци, за сите граѓани, но во вториот дел дека се обраќам чисто на македонците, па ми кажа дека па знаат албански македонците, така што ќе ве разберат на тоа. На тоа кажав дека во нашите региони, каде гора Головар до Преспа, македонците, повозрастните жени, например, не знаат албански јазик. Бидејќи тоа погреше тука живеат исто деца од 7 години, исто не знаат албански јазик, во школа учат албанскиот јазик. И плюс дека и на тоа укажав дека и самата државна албанска телевизија, вториот канал, има и програми последните години со закон, тоа е обврска на јазикот на малцинството, да читаат вести, иако не сме задоволни со тоа што со тоа толку што е дадено, и дека нема причина зошто да не. И на крај ми кажа, еве може говорот еве го на албански да се титрува на македонски делот каде што зборува на македонски, па кажа ако може на албански да го снимам тоа, па ќе прашаат, ќе земат дозвол Државна изборна комисија, ако дозволи таа да се објави и на македонски говорот. На крај ме снима и на албански и кога ја објави истиот ден на вечерта само на албански објавија, но сепак окей, значи битно беше пораката што да пратиме се објави, но за ова веќе јас направив жалба до Државна изборна комисија и со ОПС исто тоа, дека вториот термин на 12 мај кога ќе имаме повторно представување, сакаме да го искористиме и да се обратиме и на македонски јазик. Добро, ме интересира покрај фактот што вас ве слушам, ве следам и двајцата и тебе и Стојко. Колкава е силна сега, вие спомнавте, Васил, пропагандата. Колкава е пропагандата во Преспа? Има ли сега за локалните избори, имаат ли шанса да стават градоначалник во Пустец во општината да биде македонец, ама со бугарите поврзан?
Види, бугарите, значи последните години, тие секогаш работеле за наша негација, до 100 години на нас, зашто се вика, но најмногу е засилена таа пропаганда од кога успеа на сила и да ги призна. Значи така по закана Совето од 2017 година да се признае бугарско непостоечко малцинство во Албанија. И од тогаш тоа е уште поагресивна таа пропаганда, бидејќи не реагираат албанските случаи, албанските власти. И тоа што се случува на терен во последните години, значи, што да кажам, ги има и флитирано своји луѓе што работат за нив, а пред се да се пасивизира македонско движење во Албанија во сите структури. Било од локално ниво до централно ниво, па до горе, значи до врвот на албанската власт. И тоа во сите политички партии. Јас и во парламентот имам дискутирано и со пратеници, значи толку се моќни бугарите, било имаат своји луѓе во медиумите, во сите сфери на општеството, во цивилниот сектор. Милиони евра се трошат во Албанија за бугарска пропаганда. Дел оди легално, дел оди нелегално, преку бизнисот со бугарски пасоши, преку разни проекти кои што бугарска држава преку бугарска амбасада ги дава на разни организации, но главна цел е пасивизација на македонското малцинство и ние тоа што сите наши иницијативи се кочат. Значи кај да пробаме за се што туркаме работи за македонски работи, сегде се кочат во сите институции. Дури имаше обид сега ние, бидејќи ние како политичка партија за овие избори сме во коалиција со Социјалистичка партија, партијата на власт и своја советничка листа вадиме само во Пустец, бидејќи во 2019 година само тука настапивме како политичка партија за советници и само имавме тука веќе советници, 4 советници и тука може да извадивме своји листи без да собираме подписи. Во спротивно во другите општини ќе требаше да собираме подписи да се пријавиме за избори во тие општини, бидејќи со промените пред 2 години на законот за избори во Албанија, малите партии и малците и посебно малцинските партии многу тешко за учество на локални избори, бидејќи порано ние одевме во големи коалиции и благодарение на таа голема коалиција успеавме да вадиме листи скоро на цела територија на Албанија. Но сега големите партии немаат интерес да прават предизборни коалиции, бидејќи се вади една изборна листа на таа партија во една општина. И така немаат интерес по големите партии да прават големи коалиции, да ни дадат нас места во нивните листи и сите одат оделно. И ние извадивме листа во Пустец, додека се договоривме на листата на Социјалистичка партија во повеќе места општини во Албанија имаме наши активисти од Македонска алијанса, што се директно на нивни листа. И во Пустец тоа што се случи да локалната комисија на Централната изборна комисија, значи да не ни ги примат документите за регистрација. И после тоа ние се жалевме од Државна изборна комисија, на крај се успе Државна изборна комисија му наложи да ни ги земат и не регистрира, но тоа во кога ме викна во Државна изборна комисија и членовите на локалната комисија таму и мене како представник на партијата со нашиот адвокат, и јас тоа му кажам на нив дека една од главните причини зошто не ни ги земаат документите во Пустец беше причината бидејќи ние во последните години сме под притисок од Бугарија за наша асимилација на македонското малцинство, користејќи го нивното членство во Европска унија Бугарија. Значи отворено го кажуваат тоа. Не тоа, јас отворено кажам членовите на комисијата дека овие укажав со луѓе во кои што работат за таа бугарска пропаганда, што се членови во таа комисија да не регистрираат. Да му кажав дека единствен интерес да ние како македонска партија не излеземе на изборите, да не ги застапуваме македонците во единствената етничка 100% населена општина со македонци, бидејќи после новата територијална реформа од 2015 година, општина Пустец е единствена општина населена со 100% македонско население. Тоа дека областите Гора, Голо брдо се припоени по големи општини со населени со албанци. Се прекроија тие, нели ги изголеми? Најголем интерес да ние не учествуваме, кажа има само Бугарија. И нажал и тоа што се случи, дури, значи, првпат се случи, како да кажам, македонско-бугарска коалиција да не спречат ние да не излеземе на изборите во Пустец и, значи, структури кои што одат дури и во Македонија. Значи, од Македонија, сега дали се тоа исто поврзани и тие со заработа за бугарите, не знам, но тоа првпат се случи да структури од Македонија, структури што работат за Бугарија, да не спречат да ние не излеземе на изборите во Пустец за да ги представуваме македонците, значи како македонска политичка партија. Не е успеано, ова е само еден пример од многуте примери
кажувам дека дури на моето представување во албанска телевизија, главниот човек кој што беше надлежен околу организацијата на политичките партии, македонец беше што потекло од Голо брдо, и кога вадиме збор за пругарска пропаганда, кажа дека има бугарски пасош, и тој беше главниот кочнисар да не излезе на македонски да не се збори. И дури се сомневам дека и позадината и тоа може да биде дека работи за бугарите, што не ни дозволи на македонски собратите. Значи, еве се неколку примери, но ги има многу, што се работи навистина на пасивизација на македонското движење во Албанија, и навистина нашите членови се под постојан притисок. И за мене сите се херои кои се македонски активисти во Албанија, не само Албанија, и Егеска, и Пиринска, навистина се херои кои се бориме со ова. И тоа што кажа Стојко, од нас и најдот не држи. Но колку ќе не држи ова работа? Сами колку може да направиме да се спротивставиме на пропаганда која што е милионски евра, значи во Албанија. И јас и тоа му кажувам, ние како политичка партија, не дека сме некои фактори, дека ќе направиме некои промени во Албанија, како нас има 150 политички партии во Албанија. Но тоа што му смета е тоа што сме македонска партија, Македонска алијанса за европска интеграција. Значи единствена партија во судот во Тирана која што пише дека ќе се бори за заштита на правата на македонците во Албанија. И на нив му смета името. Значи не му смета, како нас има уште 150 други партии. Значи по влијание по се. Но на нив му смета бидејќи ние сме македонска партија, не дека и да се збриши тоа, да не постоиме. И затоа целата предсе од албанските власти, сега во моментот и од последните години и од бугарите, претходно имавме и од грците, исто така од структурите, грчки структури, минатите години сме имали голем притисок, овие години не е толку од нив истакнат, сега и бугарите се појавуваат, но на жалост и од структури од Република Македонија, значи кои што работат против македонската партија. И тоа се фактите. Јас, бидејќи зборувавме околу медиумите, сакам Стојко да го прашам, имаше ли представници од македонските медиуми, некои од националните телевизии, некои од весниците? Едно прашање. Второто прашање, кои беа пораките кои ги испративте до владата на Бугарија, председателот Румен Радев, па и до Европската Унија секако, нели? Македонските медиуми практикуваат да се јавуваат преку да не доаѓаат како големи екипи како што беше до 2009 година отприлика, туку се јавуваат преку Вибер, преку Zoom или така натаму да земат интервју и изјава, така што имаше неколку такви кои што се јавија, се интересира и пренесува тоа што го правевме. Што се однесува за пораките кои што ние ги пративме до бугарските власти, тие беа исти кои што ги праќаме секој пат. Треба да се запре ова политика на негирање на македонската нација, македонското малцинство во Бугарија, македонскиот јазик. Бугарија треба да прифати реалноста, треба да прифати науката и да запре да се спротивставува на тоа. Мислам, таа треба да прифати фактите. Македонска нација, јазик, култура, идентитет, историја, малцинство постојат, во тоа нема ништо антибугарско. Тие треба да се сообразат со тоа и треба да соодветно да действуваат како вистинска европска правна држава, да ги дадат правата на македонците во Бугарија, како што би требало да има сите европски граѓани. Треба македонските организации да бидат регистрирани, пресудите на судот во Страсбург да бидат исполнети, треба да запрело и говор на омраза кој што ги етикетира македонците во Бугарија како антибугари, како национални предавници, како сепаратисти, како не знам какви нели примитивни луѓе кои што откажуваат од својот род, треба да престанат со тие фашизоидни изјави како председателот Радев што прави против Македонија и македонците. Треба да запрат да ја блокират Македонија во нејзината евроинтеграција и да престанат да наметнуваат такви нецивилизирани воопшто, не знам како да ги кажам, услови, нечовечки услови кои не на соседна држава. Она што го прават породува голема омраза меѓу двата народа и тоа не е добро за никого. Се чувствува ли таа омраза, бидејќи на социјалните мрежи голема е пизмата, омразата помеѓу македонскиот народ и бугарскиот народ? А вака мислам во живо, по улици, во градовите, се чувствува ли тоа или не? Има е покачување на градосот, така да се каже, има, се чувствува, но кај нас во Пиринска Македонија не може да стане толку силно затоа што особено меѓу малце повозрастните луѓе, не сосема младите кои ќе излегат од училиште каде што им го перат мозокот, така да се каже, но тие што се малце повозрастни неизбежно знаат, дури да се чувствуваат бугари, дека
Има братучет кој што е македонец, има чичко кој што е македонец, многу нив татковците или дедовците се македонци. Така што е малце потешко нели да излегуваш толку жестоко да се конфронтираш или да мразиш или да напаѓаш кога имаш блиски роднини и пријатели кои што се македонци. И обратно мислам, ние живееме тука многу од нашите блиски и познати се бугари, така што нема некоја директна причина за конфронтација, повеќе оди на такви непријатни разговори за тоа кој е измислена нација, нели која е вештачка нација, што е точно, што не е точно, работи кои што создаваат непријатна атмосфера и ги туриат односите меѓу луѓето, нели? Тука е наметната една парадигма дека тоа македонците се скроз измислена нација, не знам кој ги измислил, истовремено и Тито, и Сталин, и Коминтерната, и србите, и не знам уште кој. Воопшто очигледно македонската нација е нешто многу специфично да се измисли, па треба огромен ресурс од многу земји, од многу места истовремено. Апсолутни глупости, нели, но луѓето веруваат и тоа продува така некаква омраза и најлошото од се е пропагандата последните години која што создава една лажна слика за тоа дека наводно бугарите во Република Македонија биле тепани, малтретирани, дискриминирани, нели не знам што работи кои што сите знаеме дека немаат врска воопшто со реалноста, но тоа веќе породува гнев и омраза. Многу луѓе се викаат овие зошто вака не мразат, зошто ги напаѓаат нашите, ние мора да ги заштитиме. Едноставно државна политика на Бугарија не можејќи да се подпре на ништо реално, таа мора да се подпре на безброј лаги, манипулации, закани, како што е во историската комисија, нели, ако не се согласите на спогодба со нас, нема да бидете Европа, и Македонија да прифати некои промени, нели, без тоа нема да има евроинтеграција. Еве во Албанија иста тактика, ако Албанија не признае постоечко бугарско малцинство, нели, ки нема да може и таа да оди во Европа. Ако луѓето сакаат да земат државјанство, сите знаеме дека ги земат затоа што се сиромашни и сакаат да работат некаде. Ако сакаш да земеш бугарско државјанство, ќе пишеш бугарин, па ќе се потпишеш за бугарско малцинство и така натаму. Мислам се враќаат овие работи кои што ги знаеме од времето на Петар Попарсов на Стамболовшината во Македонија, ова ќе ми дадеш ковштина, дај ми пари, се чинам бугарин, нели, таа критика на против екзархета дека дава пари па купува ветер, бидејќи народно со пари не се купува, како да воскреснуваат најлошите работи од нашето минато. Бугарија ги воскреснува сите нив и тоа ќе создаде и омраза и подолба меѓу луѓето, бидејќи во Македонија веќе гледаме дека човек што вчера бил македонец денеска се прави бугарин, ама тој има веројатно браќа, има сестри кои што остануваат македонци, значи поделба внатре во фамилите. Ова е голема трагедија и огромен срам за бугарската држава што воопшто прави такви работи. Не и толику навистина. Не спомнавме нешто повеќе околу представникот на македонците од егејскиот дел на Македонија, Стојко? Имаше порака само таму. Некој не може да дојде, да речеме, Светски македонски конгрес испратија поздрав, нели, Тодор Петров, македонци од Хрватска испратија, имаше од Егејска Македонија, Лукровски е на егејците кои што се во Република Македонија. Значи тој присуствуваше, одржал говор, мислам, направивме добри контакти, наши делегати ќе појдат на нивната вечер што ја организират почетокот на мај. Така што тоа беше навистина добро нешто. Ние секој пат имале добра соработка. Немаше директно доколку што забележав представници од Виножито, но без разлика, мислам, традиционално соборот се поздравува од нив. Така што практично имавме било преку далечни поздрави, било преку блиско присуство, соборот беше навистина се македонски. И архимандритот не дојде овој пат. Не дојде, да. Ако дојдеше ќе имаше панихида, сакавме тој евентуално да направи панихида, меѓутоа живи и здрави. Наближува кругла годишнина, тогаш може би ќе биде посоодбер. Да, и тој се обрати за помош, па за кандилата да се купат во Света Злата Меглинска. Испаѓа, ние собравме една одредена сума за Света Злата Меглинска за кандилата, но за жал сега за кампањата, не знам, Васил, како ќе биде состојбата за Преспа, затоа што јас знам, веќе го посочам овој пример, колку е сиромаштијата голема, кога 99-та година чинам беше, патувавме во Света Марена, во кај црквата, кај манастирчето. И Славко беше манговски, жената ми му вели до каде одиме? До 2 minutes.
И жената ми дека ние тука во Австралија, таа мислеше дека за 2 минути ќе стигнеме до 2 minutes. Ама кога почнаа тие дупките од вашето село, Васил, од Горица, да. Од Горица кога свртивме нагоре за 2 minutes, не се сторија 2 minutes, туку се сторија 2 сати додека стигнеме. Да. Сиромаштијата е голема на нашите луѓе, меѓутоа па голема е и нивната душа, нивната храброст да издржат, да издржите. И ние, знаете, и ние исто од селата кои сме во Република Македонија, и ние имавме скоро исти таков живот насекаде. На крајот да го завршиме интервјуто со ваши пораки. Јас, ете, ќе се потрудам со нашите македонци овде во Викторија, не знам пошироко во Австралија дали ќе можам да имам влијание. Овде колку што можеме, ние така ќе ви помагаме, вие правите една одлична работа и она што го рековте и двајцата, и ти, Васил, особено тоа го потенцираше многу јасно, дека без малцинства не постои народ или нација. Нема, тоа е целта, значи на соседните држави и на инсталираните власти во Македонија да нема, да се откажат од малцинствата, од вас да се откажат, дека не сте македонци, да се откажат од нас од иселеништвото и ние така речи ќе бидеме граѓани во таа северна Македонија. Што порака, каква порака имате еве до нас, до нашите слушатели, до македонските организации овде во Викторија, во Австралија, патем сакам да испратите еден апел и обајцата пред да завршиме. Јас би сакал прво голема благодарност да упатам, бидејќи македонското движење во Бугарија, ако било подражувано, не било подражувано од Република Македонија за срамна држава, да го кажувам, туку било подражувано од нашата диаспора. Значи, тоа се држало на волјата на луѓето овде што се борат и на поддршката што се добива од диаспората. Тоа е и за чест на диаспората и за срам на државата Македонија, но тоа е реалната вистина, така што прво една голема благодарност. Второ е еден повик кон сите, бидејќи гледаме дека за жал државата која што и во минатото знаеше да биде пасивна, сега дополнително се пасивизира, нели? Тоа е огромен страх да нема евроинтеграција. Така што не може да се надева некој дека нешто на позитивно сега ќе се промени во поле. Треба да сите македонци насекаде да се активират, да се организираат, мислам, и да се борат. Тоа е на некој начин како едно ново културно востание на македонскиот народ во заштита на самиот себе, и на своите интереси. Така, Васил? Ништо, јас исто да ги поздравам македонците во Австралија. Ние како македонци од Албанија веќе и таму почнуваме да правиме своја диаспора, македонци од тука кои што имаат многу добра комуникација и со вас и со имаме многу голема диаспора во Европа, македонци од Албанија, бидејќи ние во нашите етнички предели не сме диаспора, ние сме дел од македонскиот народ, автохтони. Вие сте автохтони. Но зборуваме за диаспора кои што се сели од тука во надвор во Европа и во прекоокеанските држави. Една порака да бидеме сплотени на вистина, значи македонци не се само тие во Република Македонија, македонци сме сите без разлика каде што живееме и ни треба едно единство, на вистина сега ни треба. Прво од Републиката, од матична држава, па после сегде македонци веќе што сме на вистина, бидејќи се работи, тоа е проект може 150 години најмалку, данес нема како нација. Не успеваат, но треба да бидеме пред се ние сплотени самите, да се помогаме колку што можеме, колку што повеќе културни активности да имаме, тоа мислиме преку културата, таа е нашата борба. И мора да продолжиме тој правец, да бидеме сплотени пред се и тоа. Треба, јас го кажувам ова, бидејќи јас сум сведок, вие знаете, да сум доаѓал и кај вас и во Егејскиот дел на Македонија. Благодарно за вас, бидејќи на вистина од колку знам за себе, ве знам, веќе се знае мене лично може 20 на години најмалку, но и претходно што имам пратено, на вистина се грижите за сите македонци во етничка Македонија најмногу и на вистина се една личност која заслужува и исто бидејќи
но вистина правите на благородна мисија, вашата мисија преку ова и на вистина барем делот кај нас во Албанија се вистина многу ценети, така што за тоа се што правите за македонците во Албанија, но и воопшто сега за македонците. Да, тоа е благодарност на македонците, на македонската заедница, на целокупната македонска заедница, што добро соработуваме со македонската радио програма исто така. Еве, кога побаравме помош за кандилата, одма се одзва македонците, малку запоставивме другите активности што требаше да ги имаме. Беа итни кандилата се купат, па така една сума од пари собравме, подобра сума да кажам од пари собравме, не се уште пратени, но ќе ги пратиме и таму. И се надевам дека нашите знаат, бидејќи ние овде во Австралија сме поголемиот број од селата, знаеме ние како се може да се тури бензин во една кола и да одиш во Крушево. Јас во Крушево кај споменикот немав појдено 18 години бев и немав можност со што да појдам. Од селото до Птичари до Крушево со што ќе одам? Со магарето? Таква е состојбата и во нашите села, во Пиринскиот дел, во Преспа, во Гора, во Голо Брдо, истото е и во Егејскиот дел на Македонија. Тие сега почнаа повеќе да вложуваат грците во тој дел на Македонија. Затоа, мислам, јас го живеам вашиот живот, не се имам променет од нашиот живот што го имав јас таму. Само сакав една информација да ви дадам за вас и за јавноста кои не слушаат. Пред неколку денови јас следев една емисија директно за поделбата на Европската Унија, дека веќе е на работ да се распадне. Не знам дали у вас има стигнат таа информација. Едниот дел се Шпанија, Франција, Португалија, Италија и Германија. Тие се со Русија, што се спротивставуваат на војната во Украина. Другиот дел што се отцепуваат се источните држави Романија, а Унгарија припаѓа на другата страна. Значи Романија, Бугарија, Балтичките држави, трите балтички држави, Полска, Чешка и Словачка. И тие предвидуваат, овие експертите што ги слушав, предвидуваат дека нема да оди ни 5 до 10 години дека Европската Унија ќе се подели на два дела, на источниот дел, оние кои се против Русија, и старата Европска Унија, која е со Русија и сака и понатаму да увезува газ од Русија, нафта и така натаму. Јас ја користам ова можност да ја слушнат и македонските власти, дека да не кажуваат дека единственото решение е Европската Унија. Ако Макрон утре реши да нема Европска Унија, нема да има Европска Унија. И тогаш ние што направија тие? Ги продадоа македонците во Пиринска Македонија со договорот, бугарскиот, македонскиот, ги продадоа македонците во Егејскиот дел на Македонија. Спрема уставот на Албанија, Васил потврди го ова, македонци нема во Голо Брдо и во Гора, само признаваат во Преспа, така? Тоа е стара политика во Албанија, да, само македонци во Преспа и само тука не оставаат буквално се да правиме што сакаме, но надвор од тоа да се ограничиме на тоа. И така, мислам, без разлика, иако сега со законот за заштита на правата на малцинства да би требало да ги уживаме правата на цела територија, но на терен, кога доаѓаме до права на македонци во Албанија, се ограничуваме само на делот на Мала Преспа, на општина Пустец. Добро, тука да го завршам интервјуто со вас. Ви благодарам на двајцата за ова исцрпно и малку подолго интервју. Благодарам Стојко, благодарам Васил и ќе се слушнеме многу набрзо. Благодарам, јас исто. Благодарам исто. Слушање.